Пропадна и последните преговори околу цената на грозието од годинешниот род. Лозарите и винарниците вчера не успеа да се договорат на состанок со представници од Министерството за земјоделство и локалните власти. Од Сдруженијето Напредни лозари велат дека винарниците се обидуваат да им платат помалку од цените под кои тие не би го продавале грозието. Лозарите побарале 17 денари за сортата Вранец и 16 денари за Смедеревка. И во понеделник ќе се обидат да постигнат договор со винарниците. Ако не можат на друг начин да наплатат за вложениот труд, не исклучуваат ниту дека ќе организираат протести. Па ако не се договориме околу цената, се знае се радикалните мерки и другочари нема. И нема, јас сум тој што ќе кажам дека да не се бери грозието или кој како сака нека се снаоѓа, да не му се дава на домашните визби и не знам више што да кажам. Или ако има некој чар од тоа, па нека дојдат визбите, изработено е лозието, бујром нека си го оберат и немаме друго. Више да даваме средства, немаме што да даваме. Дополнително лозарите сметаат дека винарниците лажат кога велат дека грозието немало доволно шеќерни единици. Сакале и на овој начин да им ја намала цената за неколку денари по килограм. Ние секоја година постигнуваме шеќерната единица. Они упорно тврдат дека ние немаме квалитет. Ние имаме квалитет. Они само треба да пуштат пари. Прибидејќи не може ние да постигнеме квалитет без пари. И од Федерацијата на фармери истакнаа дека ќе реагираат при секој обид да се намали трудот на лозарите и да се доведат во ситуација која ги води на работ на екзистенцијата. Тие бараат банкарска гаранција од откупувачите и исплата на грозието најдоцна до 31 декември за откупот од тековната година. Бараме и бришење на член 17 став 5 од законот за вино, кој укажува на можноста од намалување од утврдената цена најмногу до 8%, ако плаќањето на винското грозје е во целост во рок од 7 дена од денот на приемот, како и во делот на прекршочните одредби, односно на намалување на глобите со што се потенцира можноста од намерна злоупотреба на работата на одговорните лица. Ако лошите состојби во лозарството продолжат, до година ќе нема кој да ги работи лозијата. Разочарани од година в година, се повеќе луѓе одат во странство за повеќе пари да работат на туги лозија. Инаку во земјава има 23.000 хектари под лозија, од кои лебот го вадат 48.000 семејства.